Почитувани, за производство на квалитетно вино, претходно треба да се произведе и квалитетно грозје. Тиквешкиот вински подрегион се наоѓа на иста географска должина како и Тоскана во Италија и Бордо во Франција. Следствено на тоа, јасно е зошто најубавите вина потекнуваат токму од овие региони. Денеска сум во Кавадарци, градот кој е познат по квалитетно грозје и вино. Најголемата тајна на вкусовите на македонските вина е сонцето, кое му дава специфика на секое зрно грозје и предонесува за производство на комплексни вина со изразена ароматичност и карактер. А токму во овој регион, благодарение на сонцето, се одгледуваат многу лозови насади и се произведуваат едни од најубавите вина кај нас. На барањето на мали семени винарии, во чија традиција е производството на вино, изминатиот период направивме неколку измени на закон и подзаконски акти, меѓу кои е измената на правилникот за висината на доместокот за извршени работи на Државниот инспекторат за земјоделство, со што се олеснија условите за упис во регистар на производители на вино, на физички лица и мали винарски визби. Малите винарници со капацитет на преработка и чување на вино до 30.000 литри годишно, наместо да плаќаат 10.000 денари на доместок за регистрација, сега плаќаат само 1.500 денари. Токму намалувањето на трошоците за регистрација беше еден од мотивите за многу физички лица кои во домашни услови произведуваат вино, да почнат да се регистрираат во регистарот на производители на вино, а со тоа на легален начин да можат да го пуштат во промет произведеното вино. Минатата недела започна поднесување на барања за упис во регистарот, а денеска овде во Кавадарци официјално им ги врачив решенијата за упис на неколкумина од членовите на Сдруженијето Тиквешки семејни винарии, кои први поднесоа барање за регистрација. Ова здружение има околу 30 на членови со вкупен капацитет од 100 тони годишно. До овој момент регистрирани се вкупно 9 физички лица и едно правно лице, а ова бројка наскоро ќе биде уште поголема. Неформално во разговорот со нив ми беше драго да слушнам дека на овој начин со сите законски измени кои ги направивме како влада и министерство сме им помогнале да ја остварат својата визија. Им честитам на сите, им посакувам нивните вина да го освојат светот и да ја представуваат нашата земја како една од земјите во кои се произведува најубавото вино. Благодарам. Добар ден на сите. Фала ви за вашето присуство денес како медиуми, фала на министерот за тоа што не удостои тука на наш терен во Кавадарци да се доделат десетина решенија за упис во регистарот на производители на вино. Ние како членови на Тиквешки семејни винарии имаме таа чест да бидеме првите со измените на законот за вино што се направи минатата година, подоцна со измените на подзаконските акти во законот за вино. Следуваше измена на правилникот од Агенција за храна и ветерина околу условите за домашно или традиционално производство на традиционални производи од растително потекло. Тоа е многу битен момент кој што ни овозможи ние денес во овие домашни услови да се регистрираме и да бидеме запишани во регистарот на производители на вино. Исто така позитивно влијаеше и намалувањето на таксата на ДИС од 10.000 денари на 1.500 денари. Се надевам дека во иднина ќе имаме уште по-плодна соработка и финансиска подршка од Министерството како грант во износ од 10.000 евра, средства кои што се неопходни да можеме како мали семени винари во иднина да се развиваме на едно повисоко ниво.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.